не да бидете као штабот на ВМРО да правам интервју. Кој е вашиот став за тоа? Па дозволете да ви кажам. Значи, во 2008 година во Букурешт најголемиот патриот во Македонија прифатил Република Македонија Скопје. Дали ќе се оди на референдум или не е ирелевантно. Прифатено е пред странските институции. Тоа го призна господинот Антонио Милошевски во писмо до генералниот секретар на Обединетите нации. Сега да ви кажам зашто ви велам да дозволите да ме дослушате до крај. Повраќањето во Македонија под превез на голем патриотизам дека они не прифателе промена на името. Тој ги прави предвремените избори и вели дајте ми чист мандат да го решам името. Добива чист мандат, 3 години не врти во круг, не оддалечи од целата европска и НАТО интеграција и сега повторно оди на предвремени избори. Тоа е една неодговорност за која што дозволете. Тоа е една неодговорност. Дозволете да завршам реченицата. Може ли? Повелете, да. Ако не, ајде јас ќе ве слушам вас, вие јас ќе бидам водител, вие бидете гостин. Да, повелете. Значи, неодговорноста е од историски димензии и народот треба да ја казни на овие избори. А постои начин како ќе се реши името. Повелете, како ќе да ви се реши? одговорам на 5 јуни кога ќе се смени оваа власт. Ќе дојдете пак ќе разговараме. Јас сакам типови како вас. Не можам да разберам. Вие ќе одите на избори, а не сакате да им кажете како ќе го решите проблемот? Вие сте добар новинар. Треба уште малку да се изградите. Не треба да го кажете кажете сега, погледнете на камерите и кажете како ќе го решите проблемот. Вие сте провокатор кој што во овој момент не дозволувам да ме испровоцира. Ние имаме начин како ќе го решиме и ќе чуете. Ако ја почитувате јавноста, нели мислите дека треба да ја кажете како треба да се реши? Не. Или само ќе критикувате? Ова е ни најмалку ви кажав како ќе ги решиме проблемите во економијата и брзо ќе доведеме до развој. Името може да се реши многу елегантно. Прво треба да се смени оваа власт. Добро, значи вие да дојдете на власт, така? Не ние, него треба да дојде една одговорна структура. А зошто се плашите да ви кажете вашето решение? Не, ја не се плашам. Вие грешите. Јас не се плашам, само не дозволувам. Зошто го криете вашето мислење, вашето решение? Не дозволувам вашата провокација да биде нешто што ќе води емисијата. Не се доволно искусни да ме испровоцирате на овој начин. Името ќе се реши на сосема поинаков начин. Оваа власт 2006 година намерно ја испровоцира Грција со промената на името на аеродромот. Треба да се после 3 месеци од доаѓање на власт. Треба да се направи поопстојна политичка и историска анализа зошто е тоа така направено и дали не е намерно направено за Македонија да заостане во евроинтеграциите, да остане надвор од ЕУ и НАТО, за да бидеме една структура, односно една држава во која што ќе може да се градат споменици за 2,5 милиони евра надокнада за авторот, да се крие тоа и никаква ревизија која што ја прават државните и странските ревизори да не биде валидна, односно да не се повикува никој на одговорност. Кога ќе почне во оваа држава одговорно се практицира политиката, која што очигледно дека оваа структура не може да ја практицира, ќе имате сосема поинаков третман. Дозволете, ја завршив реченицата. Значи ќе има поинаков третман Македонија исто и од надворешните фактори кои што досега беа наши пријатели, сега веќе не се, затоа што ние 4 години ги ставаме на нишан, 4 години преку фуере се закануваме и ја тормозиме Европа. Сега по последниот напад на Ристо Никовски, советникот на претседателот на држава, и барањето да се протера американскиот амбасадор, завршивме и со американската приказна. И ако вие тоа сакате да го браните како новинар, јас ќе ви пружам рака, бранете го, меѓутоа тоа не е моја идеологија. Не ли мислите дека е непочитување на јавноста и на народот кога еден политичар ќе оди на избори, а нема да каже како мисли да го реши проблемот со името? Не мислам. Јас мислам дека е од ваша страна инсистирањето дадено по налог на партијата ДПМН и не ви одговарам на вас, ќе одговарам од друго интервју. Забележливо е дека во токот на целата емисија ми наоѓате на некој начин замерка за мојата култура и за мојата. Ја би сакал да го прочитам вашите интервју кои што го дадовте во публика. Испромовирајте го интервјуто. Да, значи во публика на 15 јануари 2011 година. На едно од прашањата каде што новинарот Зоран Димитровски, многу угледен новинар, ви прашува сегашен одговорен уредник на Дневник. Вие не напаѓате фамилијата, тоа е прашањето него, вие одговарате како партија сметаме дека нема потреба да се навлегува во семејството. Така е. Нема потреба да се зборува за личности кои што не ги окружуваат или не се дел од животот на нашите политичари. Така е. Во истото интервју, само 2 страници понатаму, вие го кажувате следното: најамбициозен наследник на Груевски е Владко Ѓорчев. Тој направи се што треба, игра по ноти, се ожени со американка, чисто татко беше еден од главните потржувачи на
Борис Трајковски со намера преку неа да добие лоби кое што би му помогнало да биде председател на ВМРО ДПМН. Како е можно во едно интервју да си го покажувате својот став и во едно дело да кажувате дека не треба да се напаѓа семејството, а во една страница понатаму вие да кажувате дека тој се оженил со американка само од лични интереси. Како сега Владко Ѓорчев сите да ни докаже дека он ствари ја сака таа личност, треба да стави камери во својот дом, па ние сите како реалити шоу Big Brother да гледаме дека они се сакаат? Па не, знаете како, вие пошто сте многу блиски со нив, можете да отидете да направите една нарачана емисија со нарачани прашања. Нели мислите дека ова е спуштање на политичката култура, како можете да нападнете таа личност? Гледате сега, ликот и делото на Владко Ѓорчев, вие можете многу добро да го пофалите, го имате тука и Јанко, се имате и вие, веројатно можете да направите неколку сати емисија, да го пофалите и да го подготвите да биде лидер на ВМРО ДПМН. Ова не е навреда на семејство, ова е само не е навреда на семејството. Вие не го сметате за навреда дека се оженил некој за интереси со некоја жена? Јас не го сметам за навреда, затоа што мислам дека според кои норми десничарски тоа не е навреда? Леле, ама вие сте стварно напорен. Вие сте стварно напорен. Затоа што мислам дека самите си го кажете речникот, во едно интервју велите дека треба. Немојте да мислите дека ако го зимате стилот на Васко Евтов или на Ива Секуловска, дека ќе бидете успешен новинар. Толку ви одговарам. Благодарам за интервјуто, се надам дека ќе разберете дека сепак ние имаме различни мислења и дека секој политичар треба да се стави на испитот на јавноста. Верувам дека нема да мисли за јавноста сме секогаш тука, меѓутоа за новинари инструирани од штабот на ДПМН ќе ги разобличиме вака во емисија за да може ово да ги види јавноста исто. Благодарам за интервјуто.